Raspni go, raspni go, raspni go, Isusa. Drugi spasuvaše, sebe ne se spasi, Oče moj ne ostavi. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Mrtvi voskresna, grobovi zinaja, temnina vo šesti čas. Zemlja se trese, karpi rasprsna, Isus zamina. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti. Prostim, tatko, ne znat što pravat, Oče prosti im. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Mir vam, tatko moj, ti blagodaram što mi podariš jedan den. U ime na tvoj sin Isus te molam za sila od slovata. Ti zboruje niz mene. Sekoj zbor što ke izleze danes kada bide za tvoja slava, za tvoja ta milost, za tvoja ta ljubav. Zašto slovoto je od Boga i Bog je slovoto i ti bidivo slovoto. Da izreklam život za sekoj onaj koji ti go povika tvoje to ime. Danes kad se zboruvame za petata glava na Efesijanite. Apostol Pavle sekodnevните напади вели против мене и грижата за сите цркви. Грижата за сите цркви те молам, ти благодарам, Исусе Христе. Го повикувам и денеска Твоето име. Ти благодарам што се грижиш за сите цркви. Сите цркви. Позната е благодатта Божја дадена на црквите македонски. И така, петтата глава Ефесијаните. Угледајте се на Бога. Угледајте се на Бога. На кого сте се угледале вие во Македонија, македонци мои, тоа што се случува денеска е интересно. Угледајте се на Бога. Дали се надевате на Бог? Дали гледате на Бог Отецот? Пазете, имаме Бог, некој далечен Бог. Имаме Татко, значи ако го изберете Исус за свој Господ и Спасител, ние повеќе не сме сирочиња, како се вика, без татко, него имаме Отец на небесата и ние можеме да му велиме Оче и што и да побарате од Отецот. Во мое име, вели Исус. Ако пребивате во љубовта, значи угледајте се на Бога како чеда возлюбени, бидејќи сте чеда возлюбени, посебно македонците, на кои денеска сакаат незнабожците, поднебесните сили да ви го сменат, да ви го одземат името што го дал Бог. Зашто македонец е човек кој го повикува Бог. И живејте во љубов. И живејте во љубов. Да живеете во љубов, тоа значи Исус да живее во вас, зашто љубовта е во Бог, Отецот. Во Исус пребива нашиот Татко кој е љубов, кој е неговата природа, не е карактеристика, не е суштина, не е чувство, значи Бог е љубов. Значи угледајте се на Бога како чеда возлюбени, треба да гледате како постапуваше Исус. И живејте во љубов, како што и Христос ве возлюби и за нас се предаде себе си како принос и жртва на Бога за пријатен мир. И знаете, жртва, откуп на гревовите, ја даде својата крв, ги превзема на себе.
Znači ima jedna replika, ovo jedna drama koja dojde, napišena po duhu, Bog je onaj koji se žrtvuva za svoj narod. Znači той ве возлюби и за нас се предаде себе си како принос и жртва на Бога за пријатен мирис. Пријатен мирис, а блудство и секаква нечистота или пак користолюбивост воопшто да не се споменуваат меѓу вас. Значи блудство, секаква нечистота, користолюбивост. Знаете, за пари ќе го продадете името свое на татковината, за некое себелюбие, без да го прашате народот, да продавате нешто што не е ваша собственост. Ви имате само собствена душа и за неја ќе одговарате. Значи, кога правите проклетство, греф на повеќе луѓе, кому му е многу дадено, многу ќе се бара од него. Така ако некој сака како Исав што го продаде своето првородство за една вечера, значи ја блудство и секаква нечистота или пак користолюбивост, те го продаваш собствениот народ за пари. Името му го продаваш, кому му го продаваш? Единствен кој ни го дал името, Бог ги дава имињата на народите, пишано е во Светото писмо. И тој ќе ни даде ново име на камче, кога ќе одиме во Божјото царство на небесата. Додека тоа не се случи, нема да го продаваме своето име, посебно не користолюбивост, воопшто да не се спомнуваат меѓу вас Ефесјаните, 5 глава, како што им прилега на светии. Како што им прилега на свети. На едно место Исус вели, бидете свети, како што и јас сум свет. Те сакам, Господи Исусе Христе. Значи, угледајте се на Бога како чеда возлюбени и живејте во љубов. Тоа е она што ви недостасува, посебно во Македонија, посебно македонските челници, политички и духовни, како да не се спремни, седат како Јона на дното на бродот, додека во Македонија се случува Армакедон, се случува сатански круг на омраза. Една мала група користолюбци го продаваат народот за пари, им се поклонуваат на поднебесните сили на злото на овој век. Наместо да го слават Бога, го слават својот непријател, својот порогуваш, го слават сатаната. Ниту пак срамни и будалести зборови, извртување на вистината, лажеш, го лажеш својот народ, се лажеш себе си, го продаваш својот народ. И двосмислени приказни, туку само благодарност. Благодарност, значи, ниту да имаат меѓу вас срамни, будалести зборови или двосмислени приказни. Помислувам на еден лидер кој е поставен од сатанските сили на една земја на која сакаат да го променат името. Двосмислени приказни што се неприлични, туку само благодарност. Фала, слава ти Господи Исусе Христе, ти благодарам што и денеска сум жив, што ме исправи, што сабајлето утрински бев набрав габи, раните мугри, што ме врати жив и здрав, што ми го отвараш ова слово да ги добре сите оние кои имаат потреба од твојата љубов, да се угледаат на тебе и да живеат во љубовта. Зашто ова треба да го знаете, ниеден блудник благодарност кон Бог за се што имате. Ако имате да јадете, да спиете, каде да спиете, бидете благодарни. Значи, прифаќање на Божјата волја е суштинска работа, како се прима Исус. Тоа е она што им недостасува на христијаните. Тие се незадоволни со ова, со она, со луѓе, со состојби, со настани. Прими го тоа што доаѓа. Да не бараш да си на некое друго место, туку да ја прифаќаш Божјата волја за тебе, зашто Господ знае што е најдобро за тебе, да се усовршиш во љубовта, да ги надвладаеш состојбите кои ти ги дава. Тоа се однесува на македонската земја и на незна Божецот кој сака да ве продаде за 30 евреници, да ви го продаде името за лична полза, за богатење. Не собирајте богатство на земјата, зашто ова треба да го знаете, дека ниеден блудник или нечист или користолюбец кој е идолопоклонник нема дел во царството на Христос и Бог. Идолопоклонник кон луѓе, кон политички водачи кои лажат и крадат од лични интереси, им се поклонуваш во одредена сатанска сила, се облекувате на еден начин, ви се подсмева. Само на Господ својот Бог му се поклонувам, им рече Исус. Само на Господ мојот Отец и јас му се поклонувам само на Отец и вие би требало. Кому му се поклонувате вие? А сатаната му вели на Исус, ако ми се поклониш, ќе ти го дадам сета власт на овој свет. И затоа тие одат се поклонуваат на ритчето облечени во одредена гардероба,
го продаваат својот народ за 30 евреници, повторуваат дека одиме во одредени организации кои се масонски и сатански, и тоа што го зборувате, тоа ќе ви го дадам, вели Бог. Никој да не велам и со празни зборови, Исус е патот. Тие велат немаме друг пат, само патот во тие две организации. А јас ви велам, јас сум патот. Исус вели, вистината и животот, дека тоа е широкиот пат што води кон пропаст, во кој ве водат слепите водачи, ве продаваат како што Исус го продадува за 30 евреници, Јуда Искариотски. Никој да не велам и со празни зборови, зашто поради нив празни зборови, поради нив доаѓа гневот. Стави ми, татко мој, стража на устата моја, за секој лош збор ќе одговарате на судниот ден, зашто поради нив празните зборови, доаѓа гневот Божји врз синовите на непокорноста. Покорен сум ти, Господи Исусе Христи, му кажувам на сатаната, бегај од мене, сатан, од мојата душа, од моето тело, од мојот ум, од моето семејство, од мојата црква, од мојата заедница, од моите родители, роднини, пријатели, од мојата сопруга, моите деца, од мојата земја Македонија. Затоа не станувајте нивни соучесници на незнабожците, на сатанските сили, им се поклонувате, пеете, славите својот непријател, го славите својот поробувач, сатаната го славите. Вие некогаш бевте темнина, но сега сте светлина во Господ. Дај Боже да сте светлина, и темнината не ја опфати светлината, и виде Господ дека светлината е добра, и рече Бог, нека биде светлина. Вие некогаш бевте темнина, сега сте светлина во Господ, во Отецот. Живејте како деца на светлината. Деца на светлината, чеда Божји, сонаследници Божји, пријател Божји, синови Божји, зашто плодот на светлината се состои во се што е добро, праведно, вистинито. Тоа е Бог, Отецот и Исус, правдата, неговата Божјата правда, не својата правда, вистината е Исус. Одлучете се за она што му е мило на Бога. На Бог Отецот не му е мило да го продаваш својот народ за 30 евреници, да го менуваш името заради членство во сатански организации, да крадеш политичару, да го продаваш својот народ, да лажеш, да правиш сатански круг на омраза. Оти блудство, одлучете се за она што му е мило на Бога. Не учествувајте во бесплодните дела на темнината. Бесплодни дела на темнината, продавање на сопствениот народ како Исус за 30 евреници. Изобличувајте ги, зашто за она што го прават скришум, а навистина скришум се прави зад грбот на народот, срамно е да се зборува, го распнуваат македонскиот народ, луѓето и народите околу него како сатански трнови што го убивале пред 100 години, што ја поделиле татковината Македонија. Денеска тврдат дека македонците не суштествуваат со благослов од двете организации во кои не водат слепите водачи. Зашто за она што го прават скришум, срамно е да се зборува, а се што е изобличено, светлината го прави јавно, бидејќи се што е јавно, светлина е. Има една, ним омиле повеќе темнината, зашто нивните дела беа лоши во Евангелие по Јован. Затоа е речено, стани, ти што спиеш, воскресни од мртвите, Исус ке те осветли, Син Божи си ти, стани ти што спиеш. Кој спие? Ти, синко, воскресни од мртвите и Христос ке те осветли. Стани, ти што спиеш, воскресни од мртвите, Исус ке те осветли, Син Божи си ти, мирувам. Па така внимавајте добро како живеете. Не како безумни, туку како мудри. Мудро срце, мудрост е од Бог, ползувајте го времето, зашто дните се лукави, може би утре ќе нема време. Нашиот татко Исус ви испраќаат
ви испраќаат бидејќи се едно состојби и ситуации во кои треба да надраснете во љубов, да действувате како Исус во љубов, да постапувате во љубов, да правите добри дела во љубовта. Победи го злото со добро. Затоа немојте да бидете неразумни. Ефесијаните 5 глава, 17 стих, туку распознајте што е волјата Божја. Распознајте што е волјата Божја. Тоа е суштинска работа за еден христијанин, за човек кој сака да биде спасен. Татко мој на небесото, се свети името Твое, значи името Негово, да биде волјата Твоја, Негова, не моја, не Твојата. Твојата волја, татко мој, во мојата земја Македонија, те молам да остане македонското име, да изгониш се што не е од Бог, сите налбати, сето сатанско семе кој сака да не распне. Но оставам се во Твоите раце, ја предавам Македонија во Твое име, ти да се грижиш за неа. Значи да узнаеш што е Божјата волја. И не опивајте се со вино, во него има разврат. Исполнете се со дух. Исполнете се со дух. За да се исполнете со дух има услови. Тоа подразбира да имате спримирено срце, срце што не осудува, да го исползувате, да ги возлюбите неговите слова, тие да живеат во вас, да љубите, да останете во царскиот закон на љубовта, да го љубиш ближниот како самиот себе. И тогаш ќе дојдеме со Отецот и со кровиште ќе направиме. И тогаш ќе ви го испратам Духот Утешител, значи има услов да останете во љубовта, да го предадете своето срце на Исус и својот ум и секоја мисла да биде покорна на Христа. Разговарајте меѓу себе со псалми и славословија и духовни песни. Знаете, денеска има настан. Луѓето кои се на власт со државни пари организираат прослава на организациите кои сакаат да ни го променат името, кои се поднебесни сили на злото и го слават тоа. Видите, тој зборува да го славиме Бог. Слави го Бога, душо моја, слави го, душо моја. Разговарајте меѓу себе со псалми, славословија и духовни песни. Славете го Бог, не сатаната. Пејки и воспевајки го Господа, Отецот. Пејки и воспевајки го Господа, не сатаната, синко. Да го славиш оно што сака да го смени името, значи му се покоруваш нему. Покорете се на Господа и спротиставете се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. Затоа е состојбата во Македонија таква, зашто слепите водачи преземаат одговорност и ве водат комплет во јама. Сребролюбци, лицемери, недружелюбиви, клеветници, мажеложници, скотолюбци, сатанска збирштина. Апостол Павле до Тимотеј, благодарејќи му секогаш за се на Бога, Отецот во името на нашиот Господ Исус Христос. Слава ти, Господи Исусе Христе. Покорувајте се еден на друг во стравопочит Божiji. Значи, ние сме членови еден на друг, членови сме со нашите тела, во живото тело, во живата црква, единствената црква, Исусовата црква, каде Исус е пасторот. Вие жените, покорувајте им се на мажите своји, како на Господ. Видите, можете да го сватите тоа буквално, но суштински е женскиот и машкиот принцип, зашто мажот е глава на жената, како што е Христос глава на црквата. Се однесува и за мажот и за жената, и за Христос и за црквата. И тој е спасител на телото. Христос е спасител на телото на црквата, мажот е спасител на телото на жената. Па како што црквата му се покорува на Христос, дали му се покорува на Христос? Или му се покорува на нешто друго? Отидов и свештени лица како отидоа му се поклонија на поднебесните сили на злото на овој век, наместо да викаат за Исус, а Исус им е тамо некаде далеко, може веќе се сетат на него еден ден, па како што црквата му се покорува на Христос, така и жените да им се покоруваат на своите мажи во се. Жените да им се покоруваат на своите мажи во се, тоа се однесува на црквата кон Исус, но и на жените кон мажите. Значи, ние зборуваме за еден принцип, никој не е случајно маж или жена, душата е безполова, кога ќе одиме кај Бог, нема таму ни мажи, нема да се мажите на жените, туку ќе бидете како ангели на небесата, пишано е во Светото Писмо. Вие мажите, сакајте ги жените своји
како што Христос ја засака црквата и се предаде себе за неа. Сакајте ги жените своји како што Христос ја засака црквата и се предаде себе си за неа, за да ја освети преку водна бања, преку Словото на Бог, та да ја представи пред себе како славна црква, која нема осквернување или порок или нешто слично, туку да биде света и непорочна. Тоа подразбира предаденост на Исус, предаденост на жената во мажот и мажот во жената. Тоа предразбира да живееме како едно тело, како што јас и Отецот сме едно и вие сте во мене и јас сум во вас и вие ќе бидете во мене ако останете во мојата љубов. И така мажите се должни да ги сакаат жените своји, како што ги сакаат своите тела, зашто кој ја сака жената своја, тој се сака и самиот себе си. На едно место вели, ако молитвата сакате да биде услишана, мажот треба да се однесува соодветно кон жената. Зашто никој никогаш не го намразил своето тело, туку го храни, го стоплува, како Господ црквата, освен ако некој завладен од сатаната, бидејќи ние сме делови, ние, јас, ти, вие што слушате, делови на Неговото тело, на Исусовото тело, на Отецот, од Неговото тело и коските Негови. Значи, ние со нашите тела сме богоугодна жртва, живи камења во Христовата црква. Тоа е црквата Исусова. Ако се љубиме еден со друг, тука сум и јас. Тогаш е духот тука. Духот, зашто нашиот Отец се вели Отец на духовите. Поради тоа човекот ќе го остави таткото свој и мајката своја. Пазете што зборува за припадност тој. И ќе се придружи кон жената своја и обата ќе бидат едно тело. Значи зборува за мажот и за жената, но зборува за Христос и за црквата. Кога ти ќе влезеш во црквата, ги оставаш таткото свој, мајката свој, стануваш едно тело и имаш татко на небесата. И сите сме негови деца и овие земни врски тогаш стануваат беззначајни. Се разбира, тоа не разбира да ги оставиш, да не ги љубиш, зашто оној што не се грижи за своите полоше од неверник, пишано е. И така, оваа тајна е голема, но јас ви зборувам за Христос и за црквата. Ние сме сите едно тело. Ние треба да ги љубиме и оние што се слепи. Значи, кој ќе турне слеп човек од патот, проклет да е, духовно слепи или глуви, што не слушнале, не разбрале за Исус, не сакаат да слушнат, зашто сатаната им ги мати, мислите им го замати умот. Значи, доаѓа во мисли, сатаната влегува во мисла, влезе во срцето на Јуда Искариотски и го предаде Исус за 30 евреници, може би влегол во срцето на вашиот челник кој сака да ве предаде за 30 евреници, треба да се молиме за него. И така секој од вас да си ја сака жената своја, како што се сака и самиот себе си, подразбира на црквата, а жената да го почитува мажот свој. Се мисли на мажот и на жената, 5 глава Ефесијаните, но на Христос и на црквата. Знаете, околностите во кои се наоѓаме сите ние, а и нашата земја се практично состојба ние да надраснеме во љубовта. Понекогаш ни изгледаат дека се тешки и ако мрмориме, се жалиме, се колнеме, се пизмеме, влегуваме во сатански круг, зашто Господ на израелците, нашиот татко, им рече, ќе ви го дадам тоа што го зборувавте и сите изгинаа, скоро сите во пустината. Значи, мрморење, жалење, да се предадеш на неговата волја, да му предадеш се што имаш, како што јас му ја предавам Македонија во негови раце, тој да се грижи за неа и да се молиш и да се надеваш неговата волја да се случува во твојот живот, зашто околностите кои ви се дадени да надраснете во љубовта. Нашиот татко добро знае што има во вашето срце. Тој не ве гледа на лице, туку на срце. Тој добро знае што ви е потребно, какви состојби ви дал, смрт, болест, близкост, разделби, осама, за да надраснете, да повикате кон него и да се спасите. На земјата сме ние кратко време. Овде сме привремено, ние живееме како да сме трајно. Горе имаме Божјо царство на небесата, ќе дојде ден кога телото ќе се врати во земја, освен ако него просветлите и душата ќе оди на суд. Душата ќе оди на суд и ќе одговара за делата на љубовта. Затоа треба твојата воја, татко мој, да се случи во мојот живот, во животот на сите овие кои го слушаат ова, во животот на македонската земја. Те молам за сите оние што се гладни, болни и осамени, за сирачињата, за вдовиците, за оние по затворите. Те молам за нашите водачи, да им ги отвориш срцата, за коравените срца, да не крадат, да не лажат, да не го продаваат својот народ, да не шират сатански круг. Те молам да испратиш војска ангелска, да останеме македонци, како што си не запишал. Те сакам, Господи Исусе Христе,
А сега те молам за исцелување на сите оние што ќе речат амин во името на Исус, исцелување на сите оние што ќе речат амин и што ќе му го предадат срцето, ќе ти го предадат срцето да влезеш во нивното срце, да ги облечеш во љубовта, да ги облечеш со сила од озгора, да научат на љубов. Ти благодарам, татко мој, во името на Исус, што и денеска ми ги отвори овие слова со власт и сила. Ја благословувам сите оние што ги слушаат во името на Исус, бидете благословени во мир, љубов и долгоденствие. Брате и пријателе, ако те мачи нешто, не функционира, не суштествуваш во овој свет, гледаш дека целиот свет лежи во зло. Единствен можност кој го победува светот, оној што верува дека Исус е Син Божи, тој што е во мене е поголем од оној што е надвор од мене. Единствена шанса да чекориш во оваа долина на сенка смртна е да го имаш Исус за свој Господ и Спасител. Не е тешко, остави се земно и врви по мене, покај се, повикај го Исуса, Исуса, сине Давидов, смилувај ми се, викај додека не чукне, додека не го отвориш, додека не сетиш како љубовта влегува во твоето срце и потоа чекори, пребивај и движи се во љубовта. Угледајте се на Бога и живејте во љубов. Угледајте се во Исуса, постапувајте како тој што постапуваше. Тоа е христијанство. Не е чекање во некоја деноминација, пеење песнички и чекање Господ да ви испрати такси да бидете спасени. Спасението подразбира активно учество во љубов, сведочење за Исус. Бог ни дарува живот вечен и тој живот е во Неговиот Син. Те сакам, Господи Исусе Христе, мир вам до Божјо Царство Небесно. Амин. Распни го, распни го, распни го, Исуса. Други спасуваше, себе не се спаси, Отче мој не остави. Прости им, татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Прости им, татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Мртви воскресна, гробови зинаја, темнина во 6 час. Земја се тресе, карпи распрсна, Исус замина. Прости им, татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Прости им, татко, не знаат што прават.